Добар ден, јас сум Елица Витанова. Вие сте на час по математика за 9-то оделение. За денес имаме геометриско место на точки. Овој час треба да научите што е геометриско место на точки, скратено ГМТ, да наоѓате геометриско место на точки еднакво оддалечени од една точка и да наоѓате геометриско место на точки еднакво оддалечени од отсечка. Прво да видиме што е геометриско место на точки. Тоа е множество точки кои исполнуваат некое зададено својство. Геометриското место може да биде линија, а може да биде и област некоја. Значи, геометриско место на точки е некое множество точки кои што исполнуваат заедно некое својство, сите точки што од тоа множество. Еве да видиме сега да се најде геометриското место на точки кои се оддалечени 4 см од точката А. Значи, својството на овие точки е да бидат оддалечени 4 см од некоја точка А. Еве, ние сега ќе обележиме една точка А и да најдеме една точка која што е оддалечена 4 см. После ќе најдеме уште една точка која што е оддалечена 4 см и ќе видиме дека такви точки има многу. Има бесконечно, ние ќе најдеме неколку од нив и ќе видиме каква форма тие образуваат. Еве сега ќе измериме од точката А 4 см, ќе најдеме една точка, потоа ќе измериме уште една точка, ќе најдеме која што е оддалечена 4 см, еве нека е овде, и така, потоа ќе најдеме и други точки, кои што се на растојание 4 см. Еве, гледате каде се тие натрупуваат. Имаме повеќе точки. Дали ова веќе ви наликува оваа форма што ја формираат овие точки со ова својство? Значи ви наликува на кружница, нели? Ќе додадеме уште неколку точки, ќе видиме колку повеќе точки додаваме, толку повеќе кружницата личи на кружница, не на некоја форма на неа. Еве, значи, сега ќе ја видиме и кружницата. Добивме дека геометриското место на кое се наоѓаат овие точки, кои што се оддалечени 4 см од точката А, е кружница, нели? Со ова доаѓаме и до дефиницијата на кружница, која што исто така и се објаснува кружница. Значи, кружница е геометриско место на точки кои што се еднакво оддалечени од една фиксна точка. Еве, од оваа точка во овој случај А. Значи, конечно, го најдовме геометриското место на точките, кое што е кружница. Значи, геометриско место на точки кои што се оддалечени на еднакво растојание од една фиксна точка е кружница. Да видиме сега да најдеме геометриско место на точки кои што се оддалечени 2,5 см од отсечка АБ. Да видиме каква форма ќе имаат овие точки со ова својство да се оддалечени од една отсечка. Еве е отсечката АБ. И сега ќе најдеме неколку точки кои што се на растојание 2,5 см. Еве овде секако ќе бидат некаде, ама не се само тие од таа страна, и овде има точки кои што се оддалечени 2,5 см. Исто од точката Б ќе имаме, еве вака, ќе го видиме сега тоа во чекори. Ќе ни треба на помош линија и триаголник, за да го измериме нормалното растојание, за да најдеме тука 2,5 см. Еве тука точка ќе најдеме, која што е 2,5. Ќе најдеме сега тука други точки. Еве друга точка. И на што ви наликува? На линија, така, на отсечка. Таа отсечка би била со должина исто како отсечката АБ и гледате дека ќе биде и паралелна на неа. Еве го повлекуваме линијарот и ќе ја нацртаме отсечката која што има иста должина како и АБ, и тоа е дел од геометриското место кое што ние го бараме. Дел кажа, бидејќи и овде има исто таква отсечка. Еве ќе продолжиме да ги наоѓаме, ќе најдеме неколку точки, еве една,
кое што е 2,5 cm оддалечена од оваа отсечка, еве уште една и уште една, и ќе нацртаме отсечката, која што исто така е паралелна на дадената, само од другата страна. Сега ќе видиме од точката А точките кои што се оддалечени 2,5 cm. Значи, како од претходно што имавме, дека тоа е кружница, овде ќе имаме полукружница. Еве ќе најдеме неколку точки. Еве една точка на 2,5 cm оддалечена од А, еве и друга, еве уште една. И гледате, лакот се веќе малку и догледува. И овде ќе најдеме од Б една точка, и овде исто уште една. И кога ќе ги поврземе кружните лаци и од оваа страна ќе поврземе, и веќе имаме една крива, која што е всушност бараното геометриско место на точки. Во нашиот случај, сите овие точки кои што лежат на оваа крива се оддалечени 2,5 cm од отсечката АБ. Значи, отсечка паралелна на дадената е ова делче, значи оваа крива е составена од отсечки кои што се паралелни на дадената. Исто така е составена од кружен лак, кој што се наоѓа, кој што е со центар во точката А и радиус од 2,5 cm. Исто така и овде имаме кружен лак со центар во Б и радиус 2,5 cm. Пак ќе резимираме, геометриско место на овие точки е кривата која што ја гледаме со виолетово подолу. Еве еден пример. Да го разгледаме овој пример, кој што се решава со помош на геометриско место на точки. Задачата конкретно гласи: Никола треба да засади дрво во својата градина, која што е 9 метри на 6 метри димензии. Диаграмот подолу покажува план на градината со размер 1 cm да е 1 метар во природата. Значи 1 метар од природата во вистинската големина на нашиот цртаж представува 1 cm. Дрвото треба да е на најмалку 4 метри од страната АБ. Значи дрвото што треба Никола да го засади, треба да е оддалечено најмалку 4 метри од оваа страна АБ. А исто така имаме и втор услов, дрвото треба да е оддалечено најмалку 3 метри од оваа точка С од ќошето С овде. Па како ќе го направиме тоа? Значи сите точки кои што се на растојание поголемо од 4 метри, тоа е всушност геометриско место на точки оддалечени од оваа отсечка АБ. Тоа е една отсечка паралелна на дадената и оддалечена 4 метри. Еве каде ќе биде таа. Значи овој дел овде ќе биде дозволен за садење на дрвото. Сега треба и тоа е од едниот услов. Од другиот услов е дрвото треба да е 3 метри оддалечено од ова, значи геометриско место на точки кое што е 3 метри оддалечено од точката С. А тоа е кружница, само што овој дел од кружницата на нас не треба, туку ќе ни треба само ова делче овде што е во градината, така да овој дел овде го исклучува ова засадувањето дрво, значи дозволено е навамо да се сади дрвото, и еве го ишрафираниот дел во кој што можеме да го засадиме дрвото, тоест Никола може во овој дел да го засади дрвото. Еве шрафираниот дел ни покажува овде дека е местото или областа во која што може да биде засадено дрвото. Еве за овој час толку. Јас се надевам дека поимот геометриско место на точки ви е сега многу поблизу, ви е поразјаснат, и се надевам дека ќе можете да решите уште некој пример како овој овде. Претходните геометриски места на оѓање можете да ги изрешите во вашите тетрадки и за да ги извежбате убаво. Благодарам на вниманието.